Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите држави воопшто не се согласуваат со Русија и односите меѓу двете светски сили се на најниско ниво досега. Тој на конференцијата за печатот во Белата куќа по разговорите со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг оцени дека НАТО веќе не била застарена алијанса. Председателот Трамп им се заблагодари на членките на НАТО за нивната поддршка на неговата одлука во минатиот четврток за ракетен удар врз една воздухопловна база во Сирија по хемискиот напад врз цивили, додавајќи дека е време за крај на граѓанската војна во таа земја. The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism. I complained about that a long time ago and they made a change. And now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. При тоа Трамп прецизира дека НАТО, чии членки треба повеќе да финансираат во алијансата, прифатило поширока мисија против милитантите на Исламската држава, што тој ја побарал. It would be wonderful, as we were discussing just a little while ago, if NATO and our country could get along with Russia. Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Трамп додаде дека тоа се градало подолго време, при што наведе дека се надева оти може да ги поправи односите со рускиот председател Владимир Путин. Трамп ова го изјави веднаш откако државниот секретар Рекс Тилерсон во Москва се состана со Путин. Овие разговори американскиот председател ги оцени за успешни, но наведе оти останува отворено прашањето каде ќе одат односите меѓу двете земји натаму. Рускиот председател Путин пред состанокот со Тилерсон во Кремљ оцени дека довербата меѓу Соединетите држави и Русија еродирала откако Трамп стана председател. Сите надежи на Русија дека администрацијата на Трамп ќе води помалку конфронтирачка политика исчезнаа во минатата недела, откако Трамп нареди ракетни удари врз Сирија како казна против рускиот сојузник за користењето хемиски газ против цивили. Тилерсон имаше средба со Путин откако 3 часа разговараше со неговиот руски колега Сергеј Лавров.